Благодариме за оваа тема и ова линковско вклучување. Јас продолжувам и со следната тема и следниот разговор во студиото. Наша гостинка денес е жена која ја претвора науката во алатка за подобар свет. Таа е доктор на науки, иноваторка и вонреден професор на Технолошко-металуршкиот факултет при УКИМ. Ја знаеме по нејзините истражувања, но и по силната енергија што ја внесува во образованието, стартапите и проектите за одржлив развој, а тоа е нешто што во моментов треба на младината и на нашите студенти. Ќе кажам добре дојде за доктор Јана Клопчевска и гласна поддржувачка на жените во науката, ако се согласуваш и ако може тоа така да го кажам во најавата. Добро утро. Благодарам за поканата и за убавата најава. Благодарам што ни одговори да бидеш наша гостинка утрово и секогаш со задоволство разговараме на темите кои што се поврзани со вашата дејност и со вашата работа. Ќе зборуваме за биотехнологијата како една од индустриите со најголем потенцијал. Но ајде одиме поред, веќе сте активен учесник на многу светски конференции, но ајде што најмногу ви инспирира кога ќе се вратите дома? Ние се познаваме и неколку години и знам дека многу често патувате. Знам и за многу понуди за и работа кои што сте ги имале надвор, за ова што го работите и дома. Кој момент ви останува најдрагоцен од тие интернационални искуства кои што секогаш го пренесувате на вашите студенти? Многу ми е драго што се познаваме ве долго време и долго веќе сум гостинка во твојата емисија и во ова студио. Најубавото нешто за мене кога ќе се вратам дома или покрај сите тие конференции, задоволството дека сум се представила, ама не само себе си, туку и државата. Многу е убаво да се види дека Македонија работи паралелно со цела Европа, мислам во однос на наука, дека се движат научните достигнувања исто како и сите други и дека нели одиме напред во однос на поле, можеби е тоа тесно поле, да речам прехранбена и биотехнологија, меѓутоа секојдневно се соочуваме со тоа, не е секојдневие. И е многу интересно, ако човек се сака својата работа, сатисфакцијата е голема. Јас неодамно се вратив од Абу Даби од интересна конференција, бидејќи на таа се зборуваше само за циркуларна економија, за зелена енергија, зелени технологии и беше многу интересно дека и ние со се она што се правеше во претходните години можеме да достигнеме исто како и сите други учесници од Европа па и од светот. Така. Зборувате често за биотехнологијата како индустрија на иднината. Што според вас е недостасува на Македонија за побрзо да го фати тој чекор? И каде бевме години и години кога почнавме со оваа тема, каде сме денеска? Имаме потенцијал сигурно? Имаме потенцијал, да. За жал, во минатото не се зборуваше многу за биотехнологијата. Меѓутоа, јас често пати во моите изјави, било какви да се, кажувам дека тоа е нешто што после IT светот е во огромен пораст, бидејќи сите читаме и слушаме како тоа се изолира протеини, например, од се некоја житарка или од било што. Ние можеби не сме дошле до индустријско производство на таквите, меѓутоа во однос на развој сме многу добро обучени и се развиваат, заедно со компаниите развиваме голем број на биотехнолошки производи. Значи компаниите во Македонија се спремни бизнис секторот, меѓутоа треба да речеме едно подбуткување во однос на идеи, во однос на луѓе, експерти, тимови и слично, за да се каже што негде се работи во светот. Јас претходната година бев во Кина, каде што во Пекинг имав можност да се запознам со сите тие биотехнолошки производи што таму се прават и верувајте масовно. Биотехнологијата треба да води економијата во државата. Бар според мене треба да биде она што ние во иднина треба да го збориме. Сегашност и во иднина. Така. А кога зборуваме за иновациите во прехранбената индустрија, дали македонските компании се веќе подготвени за еден посериозен зелен пресврт? Да, подготвени се. Ние претходната година со UNDP заедно во отворената градска лабораторија за која што сум била и многу пати гостинка, зборувавме дека ја правивме таа, да речеме, последната гранка во тој цел сегмент на проект отворена градска лабораторија за граѓаните, каде што направивме академија за бизнис секторот. Што значи академија за бизнис секторот? Ги поканивме сите компании кои што сакаат да бидат општествено одговорни и сакаат да научат како може да го третираат отпадот, односно да се стремиме кон на Скопје да биде град без отпад. Можеби не сме толку близко до таа цел, меѓутоа бар оној сегмент на едукација
на граѓаните, почнувајќи од најмалите, значи од основните училишта ги обучивме, средните, значи биохакатон за студентите, па дури академија, секако работевме со прехранбените индустрии, па и академија за трансформација на отпад за бизнис секторот. Тоа значеше за нив многу, бидејќи самите вработени ќе се чувствуваат општествено одговорни ако да речеме од кората од портокал што не ја користат, направат еве свеќи за или екстракти кои што ќе ги стават во свеќи во своите канцелари. Тоа одма дава момент на нешто интересно. Мислам, ние целата трансформација треба да сватиме како креатива. Така. Но сигурно и голем успех што за овие теми до пред неколку години воопшто не се зборуваше или компаниите воопшто не ни размислувале. Да. И ако се вратиме каде бевме пред многу години, кога дојдов во вашата лабораторија, каде сме денеска, сигурно работите се менуваат многу на подобро. Да. Кога веќе ја споменав отворената градска лабораторија, таму создавате прототипи од на прв поглед безвреден отпад, споменавме и сега. Што ве води низ овој процес? Науката, естетиката, визијата за поубаво општество или се заедно? Науката во комбинација со естетика, да речам, за тоа визуелно да изгледа добро, да некако го менуваме начинот на перцепција на истото и веќе не го перцепираме како нешто што е отпад, него го перцепираме нешто што е иднина. Само така можеме да му пристапиме, бидејќи ресурси се помалку кои има, вода и храна ќе има многу во изобилство, меѓутоа ќе има се помалку достапни до граѓаните и никако го сменивме, веќе 5-6 години работиме на тоа, го менуваме нашата перцепција према отпадот и креираме, еве да речам, од индустријското кафе, пред печењето се остава една како сребрена лушпа, која што се нарекува на англиски coffee silver skin и од која што наполнивме перница, па наместо пердови од животните ставивме coffee silver skin и изгледаше многу интересно, или играчки од веќе истрошено кафе од кафелињата во Скопје. Така да се перцепција си во Скопје Сити Мол бев присутна на кофе фестивал и пред граѓаните отворено зборевме на трибина. Тоа е тоа што науката треба да биде интересна, креативна и да претвориме во нешто што е забавно, а не да биде отпадот нешто што е само отпад, туку ресурс за иднина. Така. Соработувате и со стартапи, институции, странски партнери. Што сметате дека го прави еден иновативен проект успешен денеска? Јас сметам дека тимот го прави еден проект успешен. Добриот тим, добрата енергија внесена во тимот, неодамна бев присутна бидејќи менторирам, па веќе неколку години сум доста активна, едно 5-6 години сум активна во стартап заедницата. Сум видела многу интересни работи, поготово како ментор, а и како судија на стартап викенд. Било многу интересно, можеби некаде 10 стартапи имам изменторирано во последниве години. Тоа значи квалитетно менторирање и буткање на луѓето. Значи им треба да им се каже можеш и имаат најразлични идеи и многу можности. Младите луѓе се поотворени, меѓутоа не значи дека е границата старосна некако ги ограничува, туку прифаќаат, сите прифаќаат некако. Е многу интересен тој целиот процес. Значи им треба менторирање, им треба помош на стартапите и компаниите. Молекуларната гастрономија е звучен и модерен поим. Би сакал да прашам што точно ги учите студентите преку неа. Нормално се учи техниката прво и основно, но што е поуката што ја носат со себе кога ќе кажеме молекуларна гастрономија? Ајде вака да им кажеме на гледачите, нели од тема отпад, па сега молекуларна гастрономија. Сакав да ги опфатиме по повеќето нешта за да покажеме дека не се работи само на еден правец, туку сите нешта се поврзани, но и посебни во исто време. Така, пред да бидам гостинка нели за отпадот трансформација, некако спонтано беше молекуларната гастрономија, да. Јас така почнавме со интервјуа од молекуларната. Така почнавме. Морам да кажам дека ние следната година правиме 10 години како ја работиме молекуларната гастрономија, во смисол апликативниот дел за граѓаните, до граѓаните да стигне. Почнавме многу интересно, верувам дека знаат гледачите како, меѓутоа веќе достигнуваме некоја друга димензија на молекуларната гастрономија, да сака да ја пробаат, да веќе им е битен експириенсот на сите и да таа им станува се поинтересна. Ние на Технолошко-металуршкиот факултет по сите предмети, да речам, некако ги учиме техниките. Меѓутоа, кога ќе се каже на студентите дека треба да прават молекуларни, тоа да биде апликативно и тоа да биде пред луѓе, им се дава една мотивација како да им биде поинтересен факултетот.
верувам дека успевам во овие 10 години да го направам тоа и дека се студентите мотивирани. Голем интерес наоѓам од нивна страна. Се уште ме прашуваат може и јас да се приклучам, така да доста им е интересно. Така. Колку реалниот сектор кај нас навистина е вклучува науката во секојдневните одлуки? Се менува ли таа слика или понатаму иновациите се третираат како луксус? Морам да кажам, ми е многу драго дека повеќе не се третираат како луксус, него се третираат како нешто што може да стане секојдневие. Со помош на одредени повици, институции кои што ги мотивира во изминатите години граѓаните како да створат иновација, како да размислуваат, ние почнавме во таа насока да се движиме. Во еден момент кога почнавме науката да доближуваме до граѓаните, таа веќе стана, иновациите станаа веќе секојдневие. Значи, за да се направи една апликација мора да се има, и нека не е прототип, нека е нешто што е апликација, значи мора да се знае како, откаде. Иновацијата е решение на некој проблем од секојдневието и така, решавајќи ги проблемите, веќе иновациите стана присутни за граѓаните. И дел од секојдневието, реално, и многу повеќе се зборува за нив. Често сте гласен поддржувач на жените во науката и бизнисот, тоа го истакнав и во најавата, поддршката е навистина доста важна. Што е тоа според вас што најчесто и недостига на една талентирана жена да се осмели и да направи скок напред во едно вакво општество? Јас мислам дека на сите им недостига од моето искуство постојана комуникација со ми, никако и тие стартапи се основани од жени, како да се похрабри жени во Македонија, им недостасува еден збор. Тоа е можеш. Тоа сум го пробала и буквално кога ќе кажеш можеш, ама како ја не знам тоа да го правам, можеш. И кога ќе им кажеш можеш, никако како магичен да е зборот, стварно можам. И се случуваат такви. Јас мислам дека тоа им недостасува поддршка. Мислам дека не се поддржани, дека кога ќе се добија соодветната поддршка, не мора да значи само од ментор. Може да биде од семејството, од пријателите, од блиската околина, кога сака една жена да работи, да биде активна и да формира свој бизнис, мислам дека треба да се каже можеш. Денес кариерата на жената е комплексна мрежа од избори. Што вам ви помогнало најмногу? Храброста, средината или нешто трето? Мислам дека прагматичноста на прво место ќе ја ставам, а на второ место ја ставам љубопитност. Бидејќи јас бев љубопитна доволно за да пробам да основам свој бизнис, да биде одржлив 10 години, пробав да го прикажам тоа интернационално со тоа што излегов ми надвор од Македонија, да покажеме што молекуларната гастрономија значи. И кога во игра беа познати шефови, готвачи од многу познати земји, каде што е молекуларната гастрономија, да речам, застапена доста често, ние покажавме дека можеме да на конкуренцијата да бидеме квалитетна конкуренција на другите. Во суштина така да таа некоја комбинација на прагматичност, креативност, затоа што е тоа на некој начин и уметност, дизајнирање, изразување на креативноста и целата таа спојка со љубопитноста дојде до ваков резултат. И за крај, како професорката Клопчевска ја гледа еднината на соработката меѓу науката и бизнисот во Македонија? Кои се најголемите предизвици и што се треба да се промени? Бидејќи тука во ова прашање и во овие промени јас го пронаоѓам и одговорот е како и да задржиме дел од младите дома, бидејќи на овој начин многу ги инспирираме. Јас ова одлично искуство и го кажувам кога бев кај вас во лабораторија на снимање пред 2-3 години. Никогаш нема да ја заборавам енергијата на студентите, како тие таму уживаат во тоа што им се нуди да го прават. А вака изгледа навидум треба малку да се направи само за да ги мотивираме. Лоша ли си, дали си строга професорка? Викам не, затоа што тие ја чувствуваат енергијата што им ја давам, дека тоа е една средина во која што јас добивам фидбек, не одам на Славеа и завршување на студиите и кога ќе се видиме на неформални средби ја чувствуваат веќе енергијата, таа ја вложувам исто така и во работата истата енергија. Мислам дека клучот за еднината и соработката со компаниите и со генерално луѓето е менување на перцепцијата за нештата. Кога ќе излеземе од нашата комфорт зона и ќе сватиме дека перцепцијата не е таква како што е, дека постои и поширок хоризонт на перцепција, како тоа да го видиме, тогаш веќе има напредок. Кога седиш на маса со некој што работи финансии,
Треба да му објасниш дека од отпадот се прави прототип. Многу едноставно, еве граѓански да го кажам народно, треба да се објасни дека отпадот генерира средства. Дека не е тоа нешто фрлено или молекуларната гастрономија е уживање за некои луѓе, така да мислам дека перцепцијата на нештата треба да се промени за да одиме напред, затоа што така ќе генерираме и ние средства, ќе движиме биоекономијата и ќе се движиме ние напред. Јас ви благодарам за гостувањето во Македонија наутро и за можноста во едно вакво интервју од 15 на минути да опфатиме малку повеќе теми кои што кажав на некој начин се различни, но и поврзани, и продолжете да ги мотивирате не само студентите, туку и нас. Нас ни треба вака мотивација на начинот на кој што зборувате, енергијата која што ја пренесувате, едноставно оставате порака дека се може доколку се сака, па така и да завршиме. Благодарам за интервјуто уште еднаш. Благодарам на поканата и во секое време стојам на располагање, нели? Благодарам.